Почитувани, добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Во македонската политика никогаш не е досадно, не недостасува ниту драма, ниту тензија, но она што се случуваше во последните недели може да се каже дека наликува на оние најпознати холивудски трилери. Екс-премиерот Никола Груевски им избега на безбедносните органи буквално пред нос, дената која требаше да го почне одлежувањето на својата затворска казна, тој избега преку 4 граници дури до Унгарија. Во исто време, додека јавноста се занимаваше со ова бараше, одговорност се случи уште еден потрес, уште една појава која никој не ја очекуваше, се уапси Сашо Мијалков, поранешниот началник на УБК, до скоро недопирливиот човек во македонската политика. Но овие настани повлекуваат и серија на прашања за пропустите, за одговорноста во македонските служби, за бегството на Груевски, но и за реперкусиите од сето она што следува по тоа, од процесите кои се водат против Сашо Мијалков, но и против уште еден мега бизнесмен, тој е Орце Камчев. Наши вечерашни гости се од повеќе фели, тука е Шпетим Лјатифи, политички аналитичар. Добра вечер. Добра вечер, Мери Јордановска, моја колешка, истражувачки новинар, како и поранешниот разузнувач Александар Диневски, исто така добро познат на македонската јавност. Добра вечер на сите. Еве, ќе одиме некако вака поред. Диневски, одиме со бегството на Груевски, се уште свежо, се уште нема одговори дали таа истрага која ја најави владата има некои резултати. Кој е одговорен за тоа бегство, иако после првичните најави на премиерот дека тој не виде одговорност, но сепак се води истрага, а јавноста бара одговори. Мислите ли вие дека безбедносните служби, целиот тој безбедносен апарат целосно потврди во овој поглед? Бегството на Груевски секако е еден значаен настан, драматичен настан, кој што силно одекна во македонската јавност од повеќе аспекти. Знаеме кој е Груевски. Тој не е само еден осуден криминалец, сега обвинет и осомничен за повеќе судски процеси, туку тој беше символ на еден тоталитарен режим кој што ние го преживеавме и го победивме во една демократска револуција. Од тука неговото бегство не може да се смета само како поединечен чин кој што е својствен на секое едно лице кое што се нашло пред лицето на правдата. Туку во еден поширок контекст тоа е значи дека Никола Груевски беше символ на еден репресивен режим, чисто последици се уште ги чувствуваме. И пресметката со тој режим, рушењето на тој систем, не може да биде целосно и не може да биде адекватна доколку Никола Груевски ја избегне одговорноста за сите оние што случувања. Токму иако бегството е на одреден начин спектакуларно, сепак тоа беше очекувано и најавено од повеќе сегменти во општеството, и од новинари, и од поединци, и се очекуваше на таква реакција од Груевски, меѓутоа, и токму затоа, одговорноста за тој настан првенствено паѓа на македонската држава. Еден проблем е што избега Никола Груевски, вториот проблем е што ние како држава со сите институции што ни стојат на располагање дозволивме тоа да се случи. Затоа реков, одговорност мора да има и тука ја гледам прво институционалната одговорност на повеќе државни институции, почнувајќи од Министерството за внатрешни работи со двете своји служби, Управата за безбедност и контраразузнавање, Бироото за јавна безбедност, Агенцијата за разузнавање, специјалното јавно обвинителство со свој дел од одговорноста и секако судската власт која што дозволи Никола Груевски да на одреден начин остане некознат и ја избегне одговорноста. Досегашните информации се недоволни за да се расветли целиот тој аспект на бегството. Неизбежно е замешателството на странски елементи, на странска разузнавачка служба во целата таа операција на спасување. Ја веќе изнесов една оценка дека тоа е класичен пример на така наречена конзуларна операција. Всушност тоа е една разузнавачка операција која се изведува со помош на во кој неизбежно се вклучени дипломатско-конзуларните представници и која може да има и краткорочни, но и долгорочни цели и долгорочни последици за
одредена земја. Тоа е конзуларна операција која се изведува во туѓа држава и која што има за цели кои што може да сериозно да влијат врз внатрешните состојби на државата, може да предизвикаат промена на политичката состојба, вклучително и промена на владеачката гарнитура. Може би тоа беше и целата замисла на бегството на Никола Груевски. Да, тоа е една од реперкусиите. Има и уште некои кои се и меѓународни, ќе зборуваме и за нив. Јордановска, вие сте освен службено доста сте гласна во барањето на одговорности на социјалните мрежи и тоа го повторувате цело време. Мислите ли дека на некој начин дека власта со апсењето на Сашо Мјалков, што мора да се признае дека е исто така невиден настан во македонската политика, на некој начин успеа да ја релативизира одговорноста од бегството од Груевски? Па, морам да кажам дека беше крајно симптоматично не само апсењето на Сашо Мјалков, туку и апсењето на Урце Камчев. Имавме индици, пишувавме повеќе од 10 години за се што е правено, истражувања, значи комплетни документи, документација, истражувачки истории, одговорност не видовме, инволвираност на офшор компании и така натаму. Одговорност не видовме. Наеднаш, откако се случи бегството на Груевски, новинарските екипи чекајќи пред затворот во Шутка го дочека Урце Камчев, што за мене беше индикативно со оглед на тоа што требаше дента да се појави екс-премиерот, а го дочекавме во Шутка најмоćниот бизнисмен во државата. Така што тоа ми беше еден обид, барем јас така го протолкував, за можен дефокус од тоа што Груевски требаше да се пријави на издржување на затворската казна и веќе како обид да се нахрани јавноста гладна за правда, да речеме. Ете, новинарски екипи чекаат еден, се појавува друг и веќе тука приказната малку се менува. Тука тоа беше прв симптоматичен случај и вториот кога Груевски токму дента кога го доби азилот, кога му беше одобрено барањето за азил, се апси Сашо Мјалков. Иако само неколку дена претходно во интервју специјалната јавна обвинителка Катица Јанева рече дека нема зошто да биде притворен Сашо Мјалков, дека немаат никакви сознанија дека би можел да избега и слично. Значи такви беа сигналите кои што дојдоа од специјалното јавно обвинителство и Катица Јанева ги потврди. За само неколку дена подоцна да се појават оперативни сознанија дека тој подготвувал бегство. Така што не може со сигурност ништо да се каже во моментов, бидејќи за ниту еден од овие случаи, бидејќи не располагаме со доволно информации, меѓутоа дава еден јасен сигнал дека е можно да се работи за дефокус на јавноста, а не за реални мотиви за расчистување со криминалот за кој што се сомничат овие лица. Да. Латифи, кога зборуваме за ова што го спомна Диневски во однос на неговата аналитика во однос на случувањата на таа конзуларна операција како што тој ја нарече, но веќе сосема известно како Груевски е пренесен до Унгарија, дека е пренесен со унгарски дипломати во унгарска дипломатска кола. Тоа го потврдија сите министерства за внатрешни работи на земјите низ кои поминал, го потврди освен нашето, да, нашето се уште истражува како се случило. Го потврди дури и српскиот претседател Александар Вучич, кој директно ја обвини македонската држава за бегството, обидувајќи се да ја тргне вината од себе. Но мислите ли дека сега Македонија во однос на Унгарија, иако веројатно владата ги знае сите овие работи, не е спорно, дека се наоѓа во прилично независна ситуација, бидејќи треба да ги одмерува своите постапки, бидејќи Унгарија е сепак членка на НАТО и Европската Унија, а знаеме особено за Европската Унија што се може да направи ако го имаме искуството со Грција. Треба и тоа да се има предвид, меѓутоа како и да е, и да не е Македонија членка на Европската Унија, всушност екстрадацијата на Никола Груевски од Унгарија во Македонија пред се би рекол е поголем проблем за самата Унгарија и односите на Унгарија со Европската Унија, отколку односите на Македонија со Унгарија. Бидејќи правните инструменти се тие, состојбата е таа, имаше и вчера и денес, мислам, реферувања од типот колку случаи во изминативе години имало граѓани на Македонија да биле екстрадирани од страна Унгарија, иако
нема билатерален договор за екстрадиција, меѓутоа како и да е. Значи, задолжение на Унгарија е да ги екстрадира сите граѓани, особено бидејќи Никола Груевски нема двојно државјанство, е само граѓанин на Република Македонија, а треба да да отслужи казна затвор за криминал, заради кој што криминал имаше судски процес, кој што беше воден транспарентно и на фер начин. Поради тоа нема никаква основа Унгарија, освен политичка, да не го екстрадира Никола Груевски. Меѓутоа, тој проблем е помалку наш. Откако се случи бегството, проблемот е наш до моментот додека се случува бегството. Бидејќи пред да избега на 11 ноември, Никола Груевски беше во Македонија. Пред 11 ноември се случија и празнењата на банкарските сметки, кое што исто така беше евидентирано и нотирано. Значи, би било наивно да очекуваме дека сите служби кои што беа набројани, особено од безбедносните структури, дека не може да претпостават дека може да се случи највисок профил, поранешен премиер, кој што е осуден, а против кој што се водат и 4 останати кривични предмети, да избега. Тоа всушност и се случи. Сега гледате ли, се извинувам, тоа е една од тезите која се врти во јавноста. Гледате ли можеби тука некоја тенденција, она што се зборува дека можеби не е избегал, туку бил пуштен? Значи, се додека ние немаме официјална информација од нашето МВР, а претhodно како што ги набројавте од сите држави, беше експлицитно кажано на кој начин откако влегол во Албанија стигнал до Унгарија и пазете, сето тоа се случува по легален пат. Значи, воопшто во тој момент кога он транзитираше низ државите, немаше активна меѓународна потерница против него. И да знаеле властите од сите држави во кои што он транзитирал, не можеле апсолутно ништо да превземаат, затоа што он во тој момент е само слободен граѓанин. Само не се знае Македонија како ја напушти. Само не се знае Македонија како ја напушти. Тоа треба Македонија да каже. Меѓутоа, еве, 10 ден, 12 ден денеска. Добро, како влегол во Албанија, бидејќи во Албанија влегол нелегално исто така. Од тоа што беше кажано пак од останатите и медиуми и представници, званичници од други држави, тоа најверојатно е направено по нелегален пат, односно преку див премин. Сега што се случува? После првото Facebook постирање на Никола Груевски дека е стигнат во Унгарија, се случува апсењето на Кирил Божиновски и на Милијана Кевски. После второто Facebook постирање дека всушност му е одобрен азилот, се случува апсењето на Сашо Мијалков. Јас се слагам дека тоа делумно можеби е и поради дефокусирање на јавноста и отргнување на вниманието од Груевски кон останатите, еве сепак некого апсиме. Меѓутоа, пазете, Мијалков и Орце Камчев важат за најбогатите граѓани на Македонија. Барем од тоа што беше официјално кажано, Орце Камчев е прв на списокот, неофицијално можеби Мијалков е уште побогат. Колку е тоа обид за дефокусирање на јавноста, претпоставувам дека тоа е и својвиден обид, тој имот секако треба да се пренесе некаде. Значи, особено станува збор за недвижнините и за сето тоа што не може да се изнесе од Македонија, бидејќи претпоставувам дека дел или ако не и сите пари се веќе изнесени од Македонија. Значи, се врши еден притисок за да се случи тоа превземање. Не сум сигурен. Останува наредниот период да видиме како до нова година ќе се случуваат работите, бидејќи до тогаш треба и во нашето собрание да поминат уставните измени за договорот со Грција. Да, уставните измени ги забораваме. Се поставува и прашањето како ќе се однесуваат 8 на пратеници, кои што се тврдеше дека беа под влијание на Мијалков и сега кога он е во притвор, дали истите 8 пратеници ќе гласат на ист начин, бидејќи притисокот врз него расте, дали он ќе возврати на притисокот со тоа што ќе се закани дека ако има влијание врз некој од пратениците, дека тоа влијание нема да го
односно да не гласа. Но треба го да искористи. претпоставиме дека власта веројатно ги има тие исто такови анализи и дека би требало да го знае тоа. Уште еднаш ќе повторам, наивно е, имајќи ги сите анализи на време, бидејќи сите случаи за кои што се зборуваше, случајот Тенк, случајот Тврдина, случајот Талир, случајот Титаник, најзвучните случаи кои што се водат пред СИО, можеше да се претпостави дека всушност во секој момент демне е можноста за бегство. И само да повторам, односно да додадам уште еден елемент, а тоа е случајот со, зависи како ќе се одвиваат сега двата случаи против Мијалков, што е особено битно, тоа се случаите Тврдина и Таргет, и исто така притисокот врз еден од 8 пратеници кои што особено е многу тешко да се внесе во најавуваната амнестија. Значи, знаеме дека од 4 пратеници од ВМРО, кои што гласаа, тројца се обвинети за насилството на 27 април, и тука можеме уште 2-3-5 емисии да направиме околу тоа дали и каква основа има да се случи помирување преку помилување. Меѓутоа, прашањето е како ќе се одвива случајот со Елизавета Канчевска-Милевска, која што не е обвинета за насилството на 27 април. Она е обвинета за друг случај, за тендерите. Она е клучниот од, по мене, сите 8 пратеници, и начинот како она ќе гласа ќе биде еден од клучните за исходот од целиот процес на спроведување, односно изгласање на договорот со Грција во собранието. Диневски, ајде да ја видиме работата и од друга страна малку, во однос на преведувањето на Сашо Мијалков, на Орце Камчев, па и на пресудата за Груевски. Ова може да се каже дека во 30 годишната историја на македонската држава е до сега невиден настан, значи имаме судска пресуда, добро имаше и за Бучковски, но сега веќе дојдовме до одржување на казна, до одење до затвор за поранешен премиер, и тоа за не било кој премиер. Имаме апсење на едни од двајца, слободно може да се каже, најмокни луѓе во Македонија парично и во однос на влијание. Мислите ли дека може би е почнат еден процес во Македонија кој нема да прекине, ќе продолжи и ќе се оди кон понатамошно расчистување на овие крупни транзицијски богаташи и матни структури во Македонија? Мислите ли дека тоа ќе продолжи или дека тука некаде ќе застане? Како гледано од моја агол... Бидејќи е долга листата, нели? Мислам дека овој вториот настан, апсењето на Сашо Мијалков, треба да се погледне во еден поширок контекст и така да се анализира на што Испетим го кажуваш. Бидејќи за мене е поголемо изненадување неговото апсење отколку бегството на Груевски. Па мислам дека за целата јавност. Да, затоа што знаеме кој е Сашо Мијалков, знаеме дека и двајцата се всушност главните столбови на тој тоталитарен режим кој што беше воспоставен. И тој режим не би функционирал без едниот од двајцата. Едниот ја имаше политичката линија, политичката компонента, другиот ја имаше репресивната, со додаток на бизнис релациите во Република Македонија. Тоа е тој тоталитарен концепт кој што е преземен од комунистичките системи, онаа симбиоза меѓу владеачката партија, единствената партија и политичката полиција. Таму каде што партијата не успеваше со својата пропаганда, со својата идеологија да ги убеди граѓаните дека таа е таа која ќе ги носи во светла иднина, настапуваше политичката полиција со своите методи на репресија и убедување на луѓето дека треба да веруваат или пак за пресметка со оние кои што не веруваа на тој концепт. Знаеме кој е Сашо Мијалков, знаеме дека тој во изминатите 11 години беше главен екзекутор на она репресивен елемент на тоталитаризмот на Груевски. Во после паѓањето на власта, Сашо Мијалков и натаму остана една моќна фигура за која што дури која добиваше митски димензии, дека тој е неприкосновен, дека е недопирлив и дека никој ништо не му може. Таквиот имидж кој што го имаше во јавноста беше особено се зајакна токму во последниот период, со тоа што
Сашо Мијалков, ако се погледна на листа на процеси кои што ги покрена специјалното јавно обвинителство, фигурира речиси најмалку, многу помалку од многу останати. Второ, токму со последната Беше, се извинувам, и беше изваден од процесот со Ѓурѓе Бошковски. Некој имаше и повлекување на докази. Да. Понатаму, тој непречено си продолжи со своите бизнис активности во Република Македонија, важејќи оно што Шпетин го потенцираше, за еден од најмокните бизнис фигури во Македонија заедно со Орце Камчев. И на крајот, токму со покренувањето на процесот Империја, тој е второ обвинет, па сепак специјалното јавно обвинителство не побара никаква дополнителна мерка притвор за него. Со почетокот на уставните промени, Сашо Мијалков доби и одредена тежина со тоа што веќе во јавноста, не знам колку се тие точни, но сепак имаше одредена основа дека тој е тој кој што е главниот координатор на онаа група пратеници која што ги поддржа уставните промени во Република Македонија, и со тоа сите помислија дека Сашо Мијалков си обезбеди една безбедна ситуација, една безбедна состојба, и дека на крај крајава тој ќе се извлече од одговорноста која што му следува за сето она што порано било направено. Сметам дека со чинот на апсењето се разбиени неколку илузии кои што постоја во македонската јавност и некои погрешни перцепции. Прво, покажано е дека тоа и не би го можно е да биде и како реакција, оно што го спомнавте за дефокусирање на македонската јавност, меѓутоа тоа би бил погрешна, мислам, проценка, затоа што не можете да го бегството на Никола Груевски со ниту една друга акција не може да се дефокусира. Исто како што Никола Груевски проба да дефокусира јавноста со Кумановско населје, диво населје, со акцијата, да ги дефокусира јавноста од бомбите на Заев, сепак не му успеа. Значи една уште подраматична акција. Туку се работи за една сосема друга ситуација, која што јас искрено ја поддржувам, а тоа е дека Македонија конечно треба владата и сите останати субјекти да сватат дека ние имаме преземено обврски кон сите оние институции кои што се стремиме да влеземе, кон НЕУ и кон НАТО. Имаме обврски кои што произлегуваат од извештајот на Прибе, и дека ние не можеме со нашата балкански јавашлук и со нашите балкански марифетлуци да ги избегнеме. Тоа е реформи во судството, реформи во управата за безбедност и контраразузнавање, во безбедносниот систем и надминување на состојбата на неказнивост за високиот степен на криминал и корупција во владата. Сметам дека ова апсење на Сашо Мијалков не е по налог на владата на Република Македонија, туку е резултат на сериозни укажувања и сериозен аларм од некои други фактори кои што ја следат ситуацијата во Македонија. Бегството на Груевски беше таа капка која што ја прели чашата и кој што некој јасно им порача, ние тоа немаме такви информации, дека последен момент да институциите во Република Македонија ја остварат својата законска функција, односно почнат да делуваат токму во правец на реституирање на правната држава, која што беше размишана со владењето на Груевски, и воспоставување на состојба на владење на правото. Со оваа акција се покажа дека прво во Македонија нема недопирливи и дека специјалното јавно обвинителство конечно ја оствари својата функција заради која беше формирана. Дека секој граѓанин на Република Македонија, без оглед на неговата функција, е одговорен пред македонските закони и со што се воспостави еднаквост на граѓаните на Република Македонија пред законите и пред уставот. Јорданов? Да. Тајмингот е многу спорен во случајот. Не може мене никој да ме убеди дека со самото тоа што
по бегството на Груевски се случуваат сите овие работи. Како наеднаш сега на владата и на специјалното јавно обвинителство и на МВР им текнува дека сега тука треба да расчистуваат со криминалот за кој што сите знаевме со децении наназад. Така што самиот спорен тајминг мене ми дава индиции дека сето ова се прави не за да се дефокусира јавноста, колку да се покаже дека еве ние нешто правиме и ние нешто можеме. Меѓутоа тоа не е доволно, бидејќи поранешниот премиер нам ни избега и тука ништо не може, никаква апсиње, мислам дека не може тука да го изгледи, да го субституира ова. И затоа јас сум голем скептик во однос на тоа дека ова сега е наеднаш еден наплив, на една желба тука да расчистиме ние со криминалот што се случуваше со децении наназад. Така што не би рекла дека е дефокус, колку што би рекла дека е обид да се покаже некаква иницијатива да се расчисти со криминалот, за кој што не сум сигурна дека тега ќе дојде до некаква завршница. Кажете ми, вие истражувавте доста, додека многу наши колеги молчеа пред 10 години, вие истражувавте токму за фирмите на Мијалков, на Камчев, на фирмите кои се поврзани околу и бившиот премиер Груевски. Тогаш беше прилично опасно да се кажуваат тие работи. Но кога зборуваме за истрагата империја, каде што се и Камчев и Мијалков, гледаме една испреплетеност на тие компании кои се поврзуваат со нив. Кажете ми, дали според она што го представи специјалното јавно обвинителство во истрагата империја, а вие ги имате и вашите истражувања, дали ви фалат некои ликови сега со кои можеби ќе се продолжи истрагата, ќе се прошири истрагата, како што и најави сејао? Значи, ликови кои беа многу спомнувани кај нас, но никаде ги нема некако. Видете, во истрагата за империја, што е исто многу симптоматично, мене затоа оттаму ми е и сомнежот дека беше некако избрзана да се излезе токму дента со истрагата за империја, дента кога Груевски требаше да се пријави во затворот, е тоа што обично истрагите јавното обвинителство ги прикажува на 2, 3, 5 страни со детални прецизни чекори како што е било правено. За случајот империја добивме соопштение од 10 реда во кој што се вели дека переле пари, измама, злоупотреба на службата во компании и слично. Ниту има кои компании значи само лицата ги имаме без компаниите, така што за случајот империја не се знае ништо освен она што ние досега во Бирни, во Фокус го имавме истражувано. Оттаму многу е тешко да се никој досега не кажал зашто е овој случај. Кои фирми се инволвирани. Знаеме само дека се испрани 11 милиони евра, од кои што околу 6 милиони евра е оштетен буџетот на државата. Преку кои фирми тоа не се знае. Така што мислам дека специјалното јавно обвинителство должи во тој дел. Јас себе и во 5-6 наврати веќе барам и брифинг и било што да се соопшти нешто во однос на оваа истрага, кое што засега ми личи дека се уште како да виси во воздух. Имаме луѓе кои што се во притвор, 5 души се во притвор, не се знае зошто се. Она што досега, јас да речеме, СГС, Агенцијата за обезбедување, која што беше поврзувана со Мијалков, пишував уште пред 10 години, тогаш за прв пат и се спомна неговото име во контекст на некаков бизнис интерес и морам да кажам дека во мојата кариера најголемата грешка што имам направено е што се имам извинато поради тој страв, колку е Мијалков моќен, колку Мијалков може да влијае. Јас знаев дека ако тој ме тужи за тие текстови, иако имав многу сведоштво луѓе на кои што им беше страв да проговорат, меѓутоа таа агенција се појави во 2010 и веќе почна ги добива сите тендери за обезбедување во државата, најголемите. Јас ја отворив таа тема, се знаеше дека тој стои зад агенцијата СГС, меѓутоа не уцени дека ако не се извиниме јавно ќе не тужи. После серија текстови јас бев приморана да се извинам јавно, бидејќи добив некој страв дека ако се ме тужи јас на суд нема шанси да го победам Мијалков. Особено затоа што неговото име се уште не фигурира во ниту една компанија. Фигурира името на неговиот 24 годишен син, за кој што не сум сигурна дека би можел да раководи толку големи бизниси. Па затоа тогаш јавно му се извинивме. Најголемиот шок ми беше, тоест не ми беше шок колку што ми беше потврда на се тоа што го пишував, кога беа обелоденати бомбите, кога слушнавме дека Мијалков директно ургира кои треба да се вработи во агенцијата СГС, дека е директно инволвиран во работата на таа агенција за обезбедување, така што тоа беше до некаде и олеснување, бидејќи нели најголемиот порив на еден новинар е да дојде до вистината и бомбите само беа еден доказ дека дојдовме до вистината, меѓутоа
Мијалков остана нечепнат во однос на неговите компании, секогаш сме останали на тоа да шпекулираме зад кои компании стои, особено ако се земе предвид дека Ексико, да речеме, офшор компанијата, каде што Ексико излегува, фирма на Мијалков влегува, па оттаму сме добивале некакви индиции за тоа, за поврзаностите меѓу тие две фирми, меѓу фирмите на Мијалков и Ексико. Да речеме, агенцијата за обезбедување СГС и Ексико офшор компанијата делеа иста адреса на почетокот, така што преку таа шема на менување на директори, управители, адреси, сме добивале некакви индиции дека можеби Мијалков стои за некој компанија. најинтересно е што скоро 2 години после новата влада СГС се уште да, добива и и државните тендери и на локално ниво и на државно ниво, се уште обезбедува многу објекти, значи бизнисот си врви as usual. Да не зборуваме за тоа дека, да речеме, после доаѓањето на СДСМ, Мијалков, синот на Мијалков ја отвара Best 2 Investment фирмата, која што само во 2017 година има приходи од 9 милиони евра, што е навистина огромен приход. Така што очигледно е дека фирмите со кои се поврзува Мијалков непречено работат, и тоа со полна пара работат и за време на едната власт и за време на другата, што е впрочем примери со фирмите на Урца Камче. Така што бизнисите и политиката кај нас се очигледно многу блиски и врзани. Латифи, во однос на бегството на Груевски, имаме една прилично интересна појава кога го анализираме во однос на ВМРО и СДСМ. Значи, бегството на Груевски ги оштети подеднакво и ВМРО и СДСМ, ВМРО во поглед дека избегал, дели, СДСМ поради зборам како владеачка партија, поради одговорноста за бегството, кое несомнено го имаат институциите. Но од друга страна, подеднакво има одговара на двете партии. Значи, се тргна товарот на Мицковски, а се тргна и товарот на Заев да затвори поранешен премиер. Делумно се согласувам со оваа констатација. Мислам дека бегството на Груевски поголема штета му прави на СДСМ. Поради одговорност. Поради институционалната одговорност која што ја има институциите, а кои што се под водство на СДСМ. И како што реков и на почетокот, значи институциите се уште не излегува со одговор како можеше тоа да се случи пред очите на што би се рекло 6 полицајци кои што го обезбедуваа и сите останати служби кои што беа позади нив. Но и во многу чудна позиција е ВМРО. ВМРО, например, го осудува Мицковски бегството на Груевски, но вели дека е политички прогонет. Молчи за Мијалков, но им паѓа во вода тезата за коалицијата Вице Заев Мијалков сега. Ова последното во моментот стои така, паѓа во вода, меѓутоа, како што реков, останува во следниот период да видиме како ќе се одвијат работите и дали овој дефокус всушност ќе значи само обид да се побие таа теза и таа приказна, меѓутоа ако е вистинска, тогаш таа треба да остане така до крај. Ако се менуваат работите, уште посилна ќе биде тезата дека всушност коалицијата со Мијалков и со Заев, премиерот или брат му, сеедно, дека стои. Не сум многу сигурен дека бегството на Груевски му прави штета на ВМРО ДПМН. Ја ги следам и рейтинзите на партиите и тоа што беше завчера објавено од страна на МЦМС, каде што премиерот Заев бележи пад на рейтингот, додека мислам дека има благо покачување на рейтингот на ВМРО ДПМН. И мислам дека рейтинзите, ако се земе воопшто, кај сите Личниот рейтинг на граѓани, Мицковски Заев, да. личниот рейтинг, ако се земат сите граѓани, значи вклучувајќи македонци и албанци, се уште вкупниот рейтинг на СДСМ е повисок и тоа за 0, нешто проценти, ако не грешам, поправете ме, затоа што голем е рейтингот на Заев кај албанците, наспроти 0% што ги има ВМРО од страна на албанците. Мислам дека е ова добра шанса за ВМРО да раскрсти со багажот, со теретот, со баластот кој што го наследи партијата и Мицковски, новото раководство од Груевски, кое што траеше подолго и не можеше ефикасно и брзо да се тргне од тоа што го наследи и од самиот Груевски. Со неговото бегство, со неговото неприсуство во Македонија,
Мислам дека патот е малку почист за ВМРО да си го трасира својот пат, нормално изграден врз здрави, добри политики, не само околу политичките крупни прашања за кои што сите се слагаме дека е последен миг и момент да се разрешат, тоа е влегувањето на Македонија во НАТО и почетокот на преговорите за интеграција во Европската унија, туку и за сите останати критериуми кои што ние за тоа членство треба да ги заслужиме, а тоа е раст на животниот стандард, раст на економијата, владење на правото, функционирање на институциите, слобода на медиумите и така натаму. Значи, имено, мислам дека падот на рейтингот на власта сега се должи воглавном и поради тоа, нормално, бидејќи оваа анкета беше спроведена, мислам, пред бегството на Груевски, така што тоа можеше дополнително да влие негативно по него. И интересно е сега да се направат анкетите, да се видат рейтинзите како стојат. Меѓутоа, тој падне рейтингот до тој момент, 15 ноември, како беше 5 ноември. Најнегативно влие амнестијата, каде што најголем дел од граѓаните не одобруваат во оваа анкета збор. Така е, тоа е точно. Значи најголемиот дел од граѓаните не одобруваат, особено, и ова мора да се каже, затоа што амнестијата, иако како политичка алатка знае да продуцира со ефект, а правно може да не е издржана, меѓутоа тоа нема да биде преседан за Македонија и тоа нема да значи крај на светот. Меѓутоа, имаше обид да се протне низ мала врата од страна на премиерот како концепт кој што промовираше помирување, а не помилување или амнестија, за да се случи на крај формирање на собраниска комисија која што исклучиво ќе ги третира случаите за насилството од 27 април. Значи автоматски тоа што беше кажано дека нема да се случи амнестија, а се доведуваме во ситуација токму тоа да се случи. По мене и по целата јавност, помирувањето е малку поширок поим, кој што треба да вклучи и поголеми групи, било тоа етнички, политички групи од интерес и така натаму, за да се постигне една национална цел, заедно. Во случајот, лошата околност е што таа државна и национална цел за да се постигне треба да се обезбедат пратенички гласови. И затоа е фокусирана амнестијата на тие луѓе кои што треба да испорачаат гласови за возврат да бидат амнестирани. Имам тешкоти и малку да го објаснам феноменот на ја не сум правник, меѓутоа се консултирав и со правници во изминатиот период околу одвојувањето на случаите за насилството на 27 април. Значи тоа би се однесувало на луѓе кои што се нашле во собранието на 27 април, меѓутоа кои што не биле директно инволвирани во насилство и дел од или нарачателите. Сега правниците советуваат дека самиот упад насилен во собранието представува чин на насилство. Така што не може тој чин на насилство да не се нарекува насилство. Меѓутоа, претпоставам дека правно ќе се најде начин како да се издвојат тие што протестираа, насилно влегоа, меѓутоа пееја, скандираа и се захануваа од тие што физички. Но тие не би можеле да влезат ако некој не им ги отвори вратите. Апсолутно. Тоа е најголем парадокс, да. Не е насилен чин, но насилството се случи поради тоа, инаку не би можело да се случи, нели? Имаме парадокс мало. Мислам дека е тоа формулата за да се стигне до, како што реков, 80 потребни гласови на пратениците, така што мислам дека власта гледа кон тој пат во моментот за да се најде формулацијата како договорот со Грција да помине во собранието. Да, Диневски, се појавија низа на шпекулации некои во однос на после апсењето на Сашо Мјалков, почнувајќи од тоа дека во гаражата на хотелот Мериот имало кола со унгарски дипломатски таблици, па така се инсинуира дека унгарската служба и тука нешто правила, па после се појави уште една информација дека Емилија Јанакиевски, Кирил Божиновски, дека целата таа група имала обезбедена рута за бегство. Добро, тоа веќе и УБК го има во белешката до СЈО за нивниот притвор. Мислите ли дека Унгарија спровела една поширока операција, не само за излекувањето
на Груевски на овие простори. И дали таа операција можеби не почнува само од Унгарија, но туку малку и поисточно. Веќе дадов таква изјава и ја посочив Унгарија, односно унгарските безбедносни служби, како директно инволвирани во се таа драма што се случува во Република Македонија и со бегството на Груевски и со најавеното или претпоставено бегство на Сашо Мјалков. Евидентно е дека унгарската безбедносна служба пројавува подолг период еден посебен интерес кон Република Македонија. Таквиот интерес беше и токму со акцијата Шпион во која јас сум инволвиран. Значи, бидејќи вие сте директно обвинети дека работеле во корист на Унгарија. Нашто сме инволвирани во акцијата Шпион, дека директно сме соработувале со унгарската разузнавачка служба. Тука имате припадници на Агенцијата за разузнавање, на Управата за безбедност и контраразузнавање, поранешни припадници на службите како мене и неколку други, така да унгарската служба веќе се јавува како еден опасен фактор за Република Македонија. Сакале ли да признаеме или не. Дури кога спомнав конзуларна операција, реков дека акцијата во поглед на конкретната цел спасување на Груевски успешна, но е аматерски изведена. Дали тоа било намерно или не знам, но разузнавачката служба на Унгарија остави големи траги. Имаме имињата и презимињата на дипломатите кои што учествувале во носењето на Груевски низ Албанија, ги имаме низ Црна Гора, ги имаме и низ Србија. Значи 6 луѓе се директно провалени како директни учесници и организатори на бегството на Груевски. Знаејќи го психолошкиот профил на Груевски, мислам дека тој не би се ризикувал на таква активност да бега од земјата без да биде 100% сигурен во незината успешност. А единствена сигурност во такви случаеви е да некоја служба, некоја моќна организирана сила ви гарантира со целосна безбедност. Второ, самата синхронизација на активностите укажува, значи имаме едно возило од амбасадата на Унгарија во Албанија, имаме се вклучува друго возило од Црна Гора, па трето возило од Србија и сега на крај не знаеме дали Груевски навистина поминал на граничниот премин од Србија кон Унгарија или пак Вучич го преволчи приватниот авион на Орбан кој што токму критичниот ден слетал во Белград. Тука сметам дека се вклучени повеќе безбедносни служби, со тоа што вклучително и македонските. Значи имаме една синхронизирана акција за која што конкретна цел беше спасување на Груевски, но самиот случај на Груевски веќе ги надмина националните рамки и станува меѓународен проблем. Зборувавме за екстрадицијата, секако дека тука неизбежно е инволвирањето на цела Европска Унија, па и НАТО, бидејќи Унгарија во исто време е членка и на Европската Унија и на НАТО. Да, но не ми одговоривте. Да? Освен службите кои се директно вклучени низ територијата каде што поминувал Груевски, каде што дали мислите дека постои вклученост и на руската служба во целата операција? Во поглед на не сум руските интереси и приврзаник на целиот на контекст. спекулации или на сценарија, на можни сценарија, но не ја исклучувам можноста, бидејќи руската служба веќе е евидентно дека никогаш не ги надминала и не ги напуштила оние стари методи на вклучување. Еве, последно беше дека е разоткриен еден разузнавач на воената руска служба ГРУ, кој што е директен учесник на пучот кој што беше во Црна Гора. Значи, руската служба во никој случај не може да се потцени ниту цивилната, ниту пак воената служба во замешателството на Балканот, посебно сега кога имаме крупни настани на Балканот во однос на Македонија, па и во однос на Косово, каде што се решава иднината на овие земји во однос на нашата надворешна политичка ориентација. Не би можел да шпекулирам за релациите на унгарската служба со советската служба, но евидентно е дека е присутна тука. И не е исклучена дури и можноста дека, бидејќи, ако добро слушнавме, во моментот кога е апсен Сашо Мјалков, во гаражата се наоѓале и дипломатски возила од Молдавија,
од Унгарија и уште и од Србија. Сите тие служби се премногу заинтересирани во овој период за Република Македонија. Ние станавме практично полигон за пресметка меѓу нив. Целта е јасна да директно или индиректно влијаат врз нашата позиција во нашата позиција во однос на тоа каде Македонија ќе се приклони. Во конкретниот случај, унгарската разузнавачка служба требаше да биде, тука е одговорноста на Агенцијата за разузнавање и Управата за безбедност и контраразузнавање. Имено, Агенцијата за разузнавање е на незина основна функција да ги превенира ваквите настани состојби, односно таа требаше да има информации дека унгарската служба подготвува една таква операција. Второ, Управата за безбедност и контраразузнавање беше должна во изминатите години, поготово од случајот Шпион па наваму, да одговори на прашањето која е причината една таква заинтересираност и една таков брутален упад на една странска разузнавачка служба во Република Македонија, кој е мотивот? Кои се причините што унгарската разузнавачка служба пројавува една невидена активност кон Република Македонија? Дотолку повеќе што ние како држава со Унгарија немаме никакви политички спорови, немаме етнички спорови, немаме јазични спорови, територијални спорови. Значи, секогаш постоеле некакви пријателски односи меѓу Македонија и Република Унгарија. Добро, ми сигнализираат од режијата дека мора да направиме кратка пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото. Почитувани гледачи, останете со нас.